22 мај 2017 година, почитувани гледачи, термин за вестите на КТВ телевизија. Променливото време негативно се одразува врз здравјето на луѓето, зголемен е бројот на повици и интервенции во итната медицинска помош во Кавадарци. Никој не е поштеден од наглите промени на времето. Со здравствени проблеми не се соочуваат само хронично болните, туку честата промена на времето негативно се одразува и врз здравјето на здравите луѓе, велат лекарите. Зголемен е бројот на колапси, мозочни и срцеви удари, потврдуваат од итната медицинска помош во Кавадарци. Наглите промени на температурите, промената на надворешниот притисок и влажноста најмногу ги чувствуваат хронично болните кои имаат проблеми поврзани со срцето и крвните садови, потоа оние со хронична обструктивна болест и астма, а потоа оние со мозочен или мозочни удари. Велат лекарите и додаваат дека наглото заладување предизвикува спазам на крвните садови кој може да доведе до хипертонични кризи, а поради падот на атмосферскиот притисок доаѓа до намалување на количеството на кислородот во организмот, што доведува до негов недостиг во срцевиот мускул и мозокот. Од тегобите можат да се појават болка во градите и главата. Хронично болните можат во овие денови да бидат изморени и безволни, деконцентрирани, а лицата со понизок притисок веројатно ќе се чувствуваат сонливо и забавено. Оние што имаат проблем со коскено-зглобниот систем можат да почувствуваат болки и грчеви во мускулите. Бројот на повици на 194 во изминативе денови е зголемен за 50%. Пациентите најчесто се жалат на варијации на крвниот притисок, се соочуваат со хипертензивни кризи и колапси, а поради тоа зачестени се мозочните удари и инфарктите. Во овој период имаме зачестени интервенции при сообраќајни незгоди и повреди при изведување на работи во поле, информира началникот на брза помош Кавадарци доктор Антоан Паракеов. Тој нагласува дека во овој период активен е и цревен вирус кој создава дополнителни проблеми покрај проблемите од променливото време. Апелира пред консумирање задолжително да се мие овошјето и зеленчукот, но и пред јадење задолжително да се мијат рацете. Хронично болните, нагласува доктор Паракеов, редовно да ја земаат препишаната терапија, а сите кои ќе почувствуваат невообичаени тегоби да побараат лекарска помош. Наглите промени на времето создаваат физиолошки стрес на организмот. Промените многу ги чувствуваат и метеопатите. Тие најчесто се соочуваат со главоболка, потиштеност и непријатна болка во коските и зглобовите, замор, нагли промени на расположението, намалена концентрација, безволност, раздразливост, апатија и нарушување на сонот. Наглите промени влијаат на физиолошката состојба на малите деца, чии организми се уште не се адаптирани на надворешните услови, кај младите во пубертет поради хормонални промени, како и кај трудниците и жените во менопауза. Управата за хидрометеоролошки работи излезе со вонредна временска прогноза. Утре и во наредните денови подрачјето на Македонија ќе биде под влијание на влажни воздушни бранови, што ќе предизвика времето да биде променливо облачно и нестабилно со повремени врнежи од дожд, кои на повеќе места ќе бидат поројни и проследени со грмежи. Најинтензивни процеси, локално и во форма на невреме, со појава на град се очекува да има утре. Во четврток врнежите ќе бидат пообилни, особено во јужните делови. Од четврток ќе дува и повремено засилен северен ветер, што ќе услови посвежо време. Од петок до недела ќе има повеќе сончеви периоди, а врнежите ќе бидат послаби и полокални, велат од Управата за хидрометеоролошки работи. Над 60% од македонците месечните приходи не им стигнуваат за да ги задоволат секојдневните потреби. Над 60% од македонците или на 348.835 домаќинства во земјава месечните приходи лани не им стигнувале за да ги задоволат основните животни потреби. Ова го покажува публикацијата потрошувачка на домаќинствата за 2016 година, односно анкетата во која се содржи одговорите на граѓаните за нивниот животен стандард. На прашањето дали месечните приходи ги задоволуваат потребите, само 5,7% од анкетираните домаќинства одговориле дека во целост ги задоволуваат. Анкетата на Државниот завод за статистика покажува дека македонците имаат имот, но им недостигаат пари за намирување на редовните годишни трошоци. Во однос на финансиските средства потребни за нормална екзистенција, сега ги зголеми сумите, односно ако предходните беа до максимум над 30.000 денари, сега се над 65.000 денари.
Испитаните семејства на прашањето колку би се задоволиле со месечни приходи, едни одговориле дека би се задоволиле од 55.000 до 65.000 денари, други од 35.000 до 45.000 денари. Државниот завод за статистика излезе со пресметките за просечната плата. Таа исплатена нето плата по вработен во март 2017 изнесувала 22.445 денари, а бруто платата 32.999 денари, објави Државниот завод за статистика. Просечната плата во март била повисока за 1,8% во однос на истиот месец лани. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во секторите финансиски дејности и дејности на осигурување 7,5%, рударство и вадење на камен 7,2% и уметност, забава и рекреација 6,7%. Во март 2017 година 1,3% од вработените во Македонија не примиле плата, велат од Државниот завод за статистика. Сметководителите донесоа нов тарифник за услугите кои ги нудат. Сметководителите на Македонија деновиве ја прифатија предлог одлуката за тарифник за минимален надомест за сметководствени услуги. Едногласно кажа дека треба да се подигне позицијата на која со години наназад е сметководствената професија во Македонија. Управниот одбор на Институтот за сметководители и овластени сметководители на Македонија ја изгласа предлог одлуката за донесување на тарифник за висина на минимален надомест за вршење на сметководствени услуги. 6 месеци се работело на тарифникот, кој е од големо значење за сметководителите, затоа што, како што беше истакнато, ова ќе ја издигне професијата на местото кое го заслужува. Важно е да знаеме дека овој тарифник е како минимум на надомест за покривање на трошоците, кои нашите колеги ги имаат при вршењето на книговодствените услуги, а додека во истиот тарифник предводевме и цена по час за сметководствените услуги, слично како и кај останатите дејности, изјавија нивните предпоставени. Сметководството во Македонија е на несоодветно регулирано место. Институтот на сметководители и овластени сметководители на Македонија има 8 подружници. Тоа е професионално здружение со основна цел да се унапреди сметководствената професија. Од културата, изложба на Владимир Темков утре во галеријата на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Потрага по смислата на ликовноста во соочување со убавината на природата е насловена изложбата на дела од Владимир Темков, која ќе се одржи на 23 мај на галеријата на Факултетот за ликовни уметности Скопје на Педагошката академија. Изложбата, која е составена од дела на магистарски труд на Темков, почнува во 20 часот. Владимир Темков е роден во Кавадарци во 1959 година. Завршил средно уметничко училиште и Педагошка академија и Факултет за ликовни уметности во Скопје. На истоимениот факултет завршува и магистарски студии. Во моментов е на функција директор на Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. Во својата кариера имал преку 50 самостојни изложби, а со своите дела бил учесник и на голем број ликовни колонии. Од спортот, во предпоследното коло на втората македонска фудбалска лига, фудбалерите на Тиквеш загубија од Тетекс во Тетово. Одлуката за опстанок во втората лига паѓа во последното коло. Во рамките на предпоследното коло од втората македонска фудбалска лига, фудбалерите на Тиквеш се поразени на гостувањето во Тетово од екипата на Тетекс со резултат 2:1. Кавадаречките фудбалери први дојдоа во водство со голот на Дановски во 44-та минута. Меѓутоа на самиот старт на второто полувреме со голот на Брњарчевски во 50-та минута Тетекс израмни, а со голот на Здравковски во 63-та минута беа поставени конечните 2:1. На овој начин фудбалерите на Тиквеш не си го обезбедија опстанокот, иако се уште ја имаат она пол позиција во борбата за опстанок во второлигашката конкуренција.
кој ќе остане да игра и следната сезона во втората лига, ќе се знае дури по одигрувањето на надпреварите од последното 27 коло. Во ова предпоследно коло беа постигнати следниве резултати. Скопје Металург 4-0, Новаци Академија Пандев 2-5, Евромилк Велазар Рими 2-2 и Тетекс Тиквеш 2:1. За жал, фудбалерите на Вардар беа поразени на гостувањето кај Хоризонт со 1:0 и на тој начин се збогува со второлигашкото друштво. Инаку на табелата Металург има 26, Тиквеш и Тетекс по 25 бода, а Вардар од Неготино е последен. Без разлика дали Вардар во последното коло на домашен терен ќе го совлада тимот на Евромилк, а екипите на Тетекс и Тиквеш во наводници да изгубат, пак нема ништо да се смени, с оглед на фактот што сите три екипи така ќе имат изброј бодови, но во таа ситуација се прави мини табела на која најдобро стои екипата на Тиквеш. Во последното коло, Тиквеш на домашен терен игра со екипата на Хоризонт Турново, која во моментов е четврто пласирана, не може ни нагоре ни надоле, на некој начин сезоната за турновци веќе е завршена. Тиквеш тоа треба да го искористи, бидејќи во опција не постои посебна варијанта, значи опција е единствено победа против екипата на Хоризонт. Одлуката за тоа кој ќе испадне од второлигашкото друштво ќе падне во Скопје, каде во директна пресметка играат Металург и Тетекс. Доколку Металург загуби, тогаш Тиквеш со евентуална победа против Хоризонт и Тетекс како победник од тој дуел ќе останат во второлигашко друштво, меѓутоа ќе се бара кој ќе опстане преку бараж, а кој директно. Доколку Металург го совлада Тиквеш, Металург ќе остане директно во втората лига, а Тиквеш со евентуална победа против Хоризонт ќе игра бараж надпревар за опстанок во второлигашката конкуренција. Сепак да споменеме дека се погласни се муабетите, иако сега само муабети, дека од следната сезона ќе се формираат две втори лиги Исток и Запад, па се најавуваат опции доколку во некој од лигите нема доволен број на фудбалски тимови од одреден регион и оние екипи кои што испаднале од одредена конкуренција, најверојатно ќе добијат можност и следната сезона да играат во втората лига. Ова важи за фудбалерите на Вардар од Неготино, меѓутоа последен збор ќе го имаат челниците на Фудбалската федерација на Македонија, па кога сето тоа ќе се официализира, тогаш и вие, драги мои, ќе бидете благовремено известени. Доктор Бошко Илиев денеска ја најави сопствената пливачка агенда за 2017 година. Че имаме секоја една богата агенда, така берем ја замислувам. Ова година сум без повреди, добар сум со раката. Почна веќе ги направив и првите тренинзи на нашето езеро, водата е пријатна, топла. Така да има една богата агенда, како што реков, вообичаено по Балканот. Сега прв маратон е Ксамил за 10 дена. Ќе го најавам кога се надевам кога пред самото одење. Тоа е на 3 јуни. Потоа во јуни, во средината јуни нешто планирам во Хрватска, 2-3 маратона да ги врзам. А српски има 2 негде во почеткот на јули, 8-9 јули Белград и Кањежа. Бугарски исто така Созопол. Од нашите езера планирам, ова година го планираме Мавровското езеро, имаме веќе контакти да го оствариме, можеби уште едно, ама Мавровско мислам дека ќе биде сигурна реализација. Пак нешто во Хрватска во август и така, се надам дека 7-8 маратони ќе ги оствариме. Па не би можел сега од овој момент да кажам, веројатно тој е традиционален, се одржува тие касни есенски денови или почетни зимни денови, ако пак биде во агенда, сигурно дека ќе одам пак. Ете, уште да кажам дека можеби има едно интересно остварување во Унгарија на Балатон како светско правенство за ветерани. Сега сум во контакти, ако добијам информации и погоден термин, секој дека ќе одам и на тоа, бидејќи е стварно раритетно да се учествува на едно светско правенство за ветерани, пливачки ветерани. Во Ксамил тоа е еден нов маратон. Јас минатата година не можев ради повредата да отидам, ран маратон беше и сега е ран маратон. Се надам дека ќе биде водата пријатна, не е многу топла, по Јонското море сега е околу 20 на степени.
Замислам како што ги гледам пропозициите во нивната најава, се плива на трети, се плива на 3 инстанции, 2, 4 и 6 километра, значи кратка, средна и долга патека. Јас веројатно ќе одберам или средната или долгата, 4 или 6, зависи од временските услови, од температурата на водата. Мислам дека ќе бидам спремен, ќе направам уште неколку тренинзи овие денови на нашето езеро и се надевам дека и од Самил ќе се вратам со остварување. На крај од вестите следува прогнозата за времето. Утре ќе биде променливо облачно и нестабилно на повеќе места со пороен дожд и грмежи, особено попладне, кога ќе има услови за локално невреме со град. Во четврток врнежите ќе бидат пообилни, особено во јужните делови. Од четврток ќе дува повремено засилен северен ветер, што ќе услови и посвежо време. Со прогнозата за времето завршуваме. Секое добро имајте со нашата програма.